До 9 часот и 40 минути театар и музика во Македонија. Наутро па одиме со ред. Македонскиот народен театар, најстарата национална професионална театарска институција и темелот на културата во Македонија, испишува историја, 80 години јубилеј, достоен за почити одбележување. А кога сме кај одбележувањето на јубилеот, ќе најавиме денес пред премиера, утре премиера на Народен пратеник од Бранислав Нушич, во адаптација и режија на Егон Савин, кој по подолг период се враќа на сцената во Македонскиот народен театар. Повод да го поканиме директорот на нашиот Македонски народен театар во продолжение, Никола Кимовски, да позборуваме за јубилеот и секако за активностите во рамки на одбележувањето. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и честа што сум гостин во вашата утринска емисија, нашиот национален сервис, Македонската радио телевизија, и поздрав до вашите гледачи. Прво да честитаме јубилеј, 80 години не е мала бројка, 80 години програма преку која се чува и негова театарскиот јазик и идентитет. МНТ е една од ретките институции која досега не ја загуби довербата на граѓаните. Да, како што и сами рековте, нашиот театар, Македонскиот народен театар, најстарата национална професионална театарска институција, воедно и чувар на културните и традиционалните вредности, низ годините преку репертуарската политика која што го чува и неговиот театарскиот јазик и идентитет. Значи, од формирањето и натамошното постоење, нашиот театар поминува низ разни периоди, создавање и негување на ансамблот и на публиката, на творци кои ќе учествуваат во обликувањето на тамошното постоење, во обликувањето на представите, одржувањето на репертуарот и гостувања во и од светот. Значи, Македонскиот народен театар создава место на европската и светската културна мапа, преку поставување на дела од совкупната класична и современа драматургија, но и преку постојано ангажирање на светски реномирани режисери. И понатаму се стремиме кон ширење на театарската уметност во јавноста, пред се сме насочени кон публиката, нивна анимација и едукативно театарско будење, како и приближување до младината, која што ни е главен таргет, за активно размислување на темата култура и театар, и затоа во чест на овој јубилеј имаме многу активности кои што ја доликуваат на Македонскиот народен театар, ја даваат важноста на оваа институција, така да тргнавме првенствено во име на јубилеот од нашиот долгогодишен соработник Зоран Кардула, кој направи голема чест за оваа најголема театарска куќа во нашата земја и со неговиот препознатив дизајнерски печат го создаде логото 80 години Македонски народен театар. Така да ние и секоја следна генерација сонуваме, мечтаеме кон патување и создавање на нови креативни светови. Споменавте со богата програма цела година ќе се одбележува 80 годишнината, но ајде да одиме со ред. Во чест на јубилеот премиера на Народен пратеник Бранислав Нушич, еден од најчесто поставуваните автори на сцената на МНТ. Народен пратеник 45-тата, 93-тата и сега, според статистиките едно од најпосетените и најдолговечните представи. Да, во рамките на одближувањето на 80 годишнината на Македонскиот народен театар, значи во текот на целата година, како што споменав, ќе се обележува и чествува јубилеот со повеќе настани, представи, патувања, но исто така на 25 јануари, тоа е во сабота, со почеток од 20 часот во Македонскиот народен театар, ќе се одигра премиерната изведба на представата Народен пратеник од авторот Бранислав Нушич, во адаптација и режија на Егон Савин. Егон Савин е култно режисерско име, се враќа во МНТ со подолг период, морам да кажам. Ова е негова трета представа во театарот. Нашиот ценет соработник и професор на Академијата во Белград за драмски уметности. Претходно ги има поставено во 1994 година Злостворство и казна, во 1996 година Лаш и паралаш. Но како што и вие споминавте, Бранислав Нушич е еден од најпоставуваните автори на сцената на Македонскиот народен театар, а овој Народен пратеник е трета постановка на познатата драма. Првата постановка премиерно изведена на 8 мај 1945 година
во режија на Тодор Николовски. И таа е втората поставена драма на сцената на Македонскиот народен театар, што е важно да се спомене. Поставена уште еднаш на 24 април 1993 година во режија на Димитри Османли. И таа е една од најпосетените и најдолговечни представи. Се игра до 2008 година, со вкупно 188 изведби. Режисерот Егон Савин и авторот Нушич се неминовен и неизоставен дел од Македонскиот народен театар. Така да ја поканувам публиката. Кој ќе биде дел од актерската екипа? Има ли се уште билети? Билетите се, можам да кажам дека веќе се бара билет повеќе за представата. Како што кажавте, во представата игра внимателно одбрана игра, значи во соработка со режисерот Егон Савин. Нашиот контакт започна летово во Охрид, бидејќи морам да споменам дека тој секое лето е во еден од нашите најубави градови во Охрид. Таму имавме нашата прва средба и бевме многу насочени во однос на кастингот, затоа е многу внимателна одбрана екипа. Значи таму се Александар Микич, Дарија Ризова, Тони Михајловски, Јордан Симонов, Тања Кочовска и Александар Михајловски со снимен глас, че не се појавува како актер, него е снимен глас, и група статисти кои што се вработени во нашиот театар. Че според ова до сега што го имам видено, можам да насетам дека ќе биде представа за која ќе се бара билет повеќе, кој што кажавте, и представа која ќе биде на задоволство на публиката од сите возрасти. Представата е склоп на одличниот кастинг, докажаниот режисер, актуелноста на драмскиот текст и целиот театар. Искрено верувам дека оваа представа долго ќе живее на репертоарот на Македонскиот народен театар. И ако сега се бара билет повеќе, се надевам дека оние кои што нема да можат сега да ја видат, ќе може да ја видат во текот на 2025-та. Од неодамна начело на институцијата и тоа во период кога истата одбележува, споменавме неколку пати голем јубилеј, што по народен пратеник, каква е агендата за одбележување на 80 годишнината на маната? Да, неодамна, практично неделава, 22 јануари. Ова е назначен сум од министерот за култура и туризам господин Зоран Љутков за директор на Македонскиот народен театар. Имено претходно раководев со театарот 7 месеци како вршител на должност или ВД. Во тој временски период, значи во претходните 7 месеци, се реализирани повеќе настани, проекти, премиери, гостувања и патување. Започнавме со, за мене, многу важен проект, као новитет, тоа е летната сцена Славиша Каевски, со која што нидовме на многу позитивни мислења од страна на публиката, што се докажа и со големата посетеност. Потоа следеа премиерните изведби на представите Бели ноќи од Достоевски во адаптација и режија на Звездана Ангеловска, современиот драмски текст Марта Верина, која доживеа својата праизведба, по текст на Драгана Лука Николовски во режија на нашата режисерка Нина Николич. Потоа следеше феноменалната 12, за која што се уште се зборува. За која што се уште се зборува и се бара карта повеќе. Работена по мотивите на 12 Angry Men од Reginald Rose во адаптација и режија на еден од најистакнатите режисери во нашата земја, Синиша Евтимов. Потоа следа Замисли нов свет, колаш од делата на Горан Стефановски во режија на Ела Витошевиќ. Тоа е, морам да го нагласам, мој проект, бидејќи ми е особена важност, бидејќи е копродуцијски проект помеѓу Македонскиот народен театар, Сектор филм, а иницииран и финансиски поддржан од Телеком. Така да се отвара една нова компонентна која што мене ми е особено важна, е таа да театарот обезбеди средства преку само финансирање, да не се потпира само на средствата од Министерство за култура, туку и ние како менаџери на културните институции да се обидеме, да работиме во насока на привлекување на спонзори. Потоа следеше Бог на колежот од современата француска писателка Јасмина Реза, во режија на Весна Петрушевска, нашата вработена актерка, која што имено магистрираше на режисерските студии на факултетот за драмски уметности со оваа представа.
И сега нели сме во фаза на представата Народен пратеник. Инаку, ова година плановите ќе бидат повеќе насочени кон потпишување на повеќе меморандуми за соработка во однос на меѓународната соработка. Фокусот во 2025 како директор на Македонскиот народен театар ќе биде насочен во меѓународната соработка и посветено работиме на тоа. Значи се отвори нов сектор кој што работи во полна парја, тоа е сектор наменет за меѓународната соработка. Претходно постоеше само еден човек во театарот кој што тоа му е опис и попис на работно место и го проширивме тој сектор, така да фокусот е во меѓународната соработка. Исто така ќе се работи на нови представи проекти, но сакам да истакнам дека оваа година или јубилеот кој што е на 3 април во 1945 година со представата Платон Кречет, нема да биде обележан само со еден настан или представа. Се уште размислуваме на тоа дали на тој ден ќе има некаков настан или премиера. Јас мислам дека Македонскиот народен театар во текот на целата година треба се даде важност и сите проекти да бидат насочени во однос на јубилеот. И сега сме во преговори со градоначалниците на општините во целата држава, а тоа е МНТ да допре до секој граѓанин како на надворешна соработка, така и до граѓаните на Република Македонија, со тоа што ќе организираме турнеја на една од нашите најпосетени представи, Кобедија, која што ќе има чест да погледнат сите наши граѓани во секоја општина. Тоа е како некој караван. И сосема за крај не можам да не прашам за условите кои што во моментов работи театарот. Изминативе години гледавме за жал и неубави слики од надворешната страна на театарот. Имавме проблем со поплавите. Во какви услови работи денес? Дали се санираат тие штети кои што ги имавме надвор, кои што става лоша слика за зградата на Македонскиот народен театар? Се размислували во визијата и за следните такви чекори? Нормално. Значи, тоа што веќе на сите јавно познато, дека Македонскиот народен театар е во една очајна состојба во однос на прокиснување на објектот, но ние не сме останати на, како да кажам, да чекаме на времето се повеќе и повеќе театарот да се распаѓа. Веќе се почнати конкретни активности, значи со нацрт програма на санација на целиот објект, уклучени се повеќе наши домашни фирми кои што работат на проценка на штетата, утврдување и спроведување на план за реализација на санација на објектот, бидејќи тоа и со пред да бидам назначен, разговарајќи со министерот за култура, господинот и туризам, господинот Зоран Љутков, јас му ветив дека ќе го разбудам заспаниот и ранетиот джин кој што лежи покрај реката Вардар, не во однос на програмскиот дел, во однос на будење на преубава е зградата, нели заслужува да блесне во како што беше во целиот нејзин сјај. Грешки се случуваат во минатото, но наше како поставени идни менаџери тие да се исправат. Сериозни предизвици имате во периодот кој што следува. Имаме и голем јубилеј за кој што допрва ќе зборуваме, меѓу другото и во утринската програма. Ќе го честитаме уште еднаш, ќе им посакаме во помин на сите оние кои што со време успеа да набават билет за народен пратеник, останатите ќе треба да чекаат следна емитување. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро и убав помен во Будимпешта, чи намодите? Да, одиме заедно со неколку представници на Македонскиот народен театар овој викенд во Будимпешта, каде што ќе подпишеме важен меморандум за соработка со Националниот театар во Будимпешта. Тоа сакам да го кажам од кога ќе го ставиме подписот. Нека биде подписот ставен, па потоа ќе го дискутираме. Апсолутно ќе имаме. Благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. 9 часот и 25 минути. Јоце Панов ќе ни биде последен гостин. 25 години кариера, концерт прв во Скопје, во Филхармонија на 8 март. Деталите ги добивате за некоја минута.